Поради потребата од екипирање на правниот тим за одбраната на лекарот Жан Митрев и неговата клиника е одложен за денеска закажаниот почеток на судењето во кривичниот суд. Се што очекуваме е фер судење, а заедно со адвокатскиот тим ќе ја докажеме вистината, изјави доктор Жан Митрев веднаш по одлагањето на рочиштето. Претходно од клиниката реагираа дека на еден ден пред почетокот на судењето, кривичниот суд донесе пресуда за целосно блокирање на нивните сметки, со што целосно било доведено во прашање нивното работење. Укажуваме дека со донесените мерки целосно се блокира работењето на болницата Жан Митрев, која е здравствена организација од јавен интерес. Клиниката Жан Митрев од денеска не е во можност да ги отплаќа обврските кон банките. Сакаме да информираме јавноста дека ќе направиме се што е во нашите можности и лекувањето на ниту еден пациент нема да биде доведено во прашање, иако постапките на кривичниот суд, а на барање на обвинителството одат во поинаква насока, односно бараат наше затварање. Стои во соопштението. Од друга страна, од обвинителството потенцираат дека уште при известувањето дека е формиран предметот била најавена можната блокада на сметките заради обезбедување на поборувањата на 283 пациенти кои до тој момент биле пријавени како оштетени. Обвинителството повеќе пати ја повтори заложбата дека никако не е претензија да се блокира работа на болница. Напротив, се водевме и тоа како од началата стандардите на пропорционалност и неопходност. И сега гледајте, имате на едната страна интерес на оштетени, претендирано имотно правно побарување кое е предјавено. И јас чувствувам обврска да го заштитам истото, но повторено е неколку пати, како и денес, дека одбраната може да, бидејќи законската и одредба по која се предлагаат мерките, тоа го овозможува. Апсолутно е прифатливо да се понуди износ како гаранција за таквото претендирано побарување. И тоа е нешто што обвинителството и тоа како ќе го оцени и дури и го охрабрува. Клиниката Жан Митрев се товари за измама на пациенти преку користење на методот хемофилтрација во лекувањето на COVID-19.